23 советници во новиот совет на општина Штип денеска и официјално ги добија уверенијата за нивните 4 годишни мандати. Членовите председателката на ОИК Сенка Андреева на свечен начин им ги врачија уверенијата на 12 советници од листата на СДСМ и коалиционите партнери и на 11 советници од листата на ВМРО ДПМН и коалиционите партнери. Во него 8 се жени советнички, а останатите 15 се мажи. Носителот на советничката листа на СДСМ Ален Ѓорѓиев истакна дека како советничка група ќе ги поддржуваат одлуките на новиот градоначалник, бидејќи за време на кампањата се ветија повеќе инфраструктурни и капитални објекти. Ние тука сме за интересите на граѓаните. Без разлика дали ќе биде тоа од градоначалникот, дали од нас или некој друг, ние секогаш мораме да ги браниме интересите на граѓаните. На крајот на краиштата сме избрани од нив и да ги штитиме нивните интереси. Ние тоа го ветивме, сега сме советници, така да се она што нив ќе ги мачи и ги тишти, тоа ќе биде наш приоритет. Ќе спуштиме и граѓаните, редно е да нив ги прашаме што ги мачи и што е за нив приоритет и тие проблеми ќе ги решаваме. Вие сте носител на советничката листа на СДСМ, дали одлучивте да бидете председател на советот на општина Штип? Јас бев носител на советничката листа, сега сум само советник. За таа одлука дополнително ќе ви информираме. Иван Јорданов, носител на советничката листа на ВМРО ДПМН и коалиционите партнери, истакна дека како советничка група ќе имаат одговорна улога во Штипскиот совет. Ние како советничка група, заедно со коалицијата за подобра Македонија, ќе бидеме конструктивни во носењето на одлуките, се со цел да бидеме одговорни и да работиме во нивни интерес. А оно што сакам да го порачам е дека ќе ги поддржиме сите добри одлуки кои што ќе значат подобрување на животот на граѓаните, но во исто време ќе бидеме гласноговорници за сите одлуки за кои што сметаме дека ќе бидат на штета на граѓаните. Така да сметам дека одговорноста е на наша страна и од денес понатаму ќе работиме во интерес на граѓаните како нивни представници, а не како политички представници. Председателката на Општинската изборна комисија Сенка Андреева потенцираше дека за време на првиот, но и за вториот круг на локалните избори, членовите работеле нон-стоп со цел да има фер и демократски избори на избирачките места. То беше една екипа точно така составена од жени, повеќе беа девојки, жени кои го дадоа својот максимум, независно дали беше машка работа или женска. Се носеа кутии, се носеа паравани, се носеа кочани и ред други работи. Значи, сето тоа, благодарение на тимот, успешноста во една екипа, добивме еден, како да кажеме, на круна добивме дека Општинска изборна комисија, иако протече низ 2 круга, и беше доста напорна, тешка и попречувана, успешно ја извршивме до крај. Општинската изборна комисија очекува по истекот на приговорите Државната изборна комисија да ги објави и конечните резултати за избор на градоначалник на општина Штип. Доколку нема приговори во тој случај до крајот на неделава се очекува Општинската изборна комисија да го врачи уверението на новиот градоначалник на општина Штип Благој Бочварски.